Здраво! Добредете на новата епизода на мојот подкаст. Ова епизода е повторна епизода од серијалот Мама без драма. Инспирирана сум веќе подолг период да ја снимам оваа епизода, затоа што имам една епизода која што малку зборувам во наводници за совршените мајки и е доста слушана, односно едно од најслушаните кои што се во серијалот. Мислам дека најслушана во серијалот за Мама без драма. Она кое што ми беше интересно е како зборот совршена многу често привлекува и многу создава желба кај другите мајки да го достигнат. Интересно е што колку и да велиме, ама добро, јас знам дека не постои совршена и така натаму, сепак постојат некои работи кои што ги гледам и кои што се дефинитивно доста репетитивни, доста се повторуваат во животот кај повеќето родители, кај повеќето мајки, кај повеќето жени со кои што работам. Многу често мајките имаат перцепција дека другата или другите мајки се совршени, се подобри или едноставно се поподдржани, поучени, поубави. Значи, ја ставам на представката по, затоа што ја слушам, ја гледам и тоа е нешто кое што многу ја намалува самодовербата кај другите родители. Пред се родителството е многу предизвикувачко и динамично патување и мислам дека не постои родител кој што нема да се согласи дека истото вклучува многу учење, многу адаптација и многу растење. Наместо да целиме кон перфекција, она што е важно е да целиме кон тоа да бидеме добри и поддржувачки родители или мајки. Јас сега ќе зборувам за мајки затоа што овој подкаст повеќе е слушан од жени, но истото важи и за татко. Затоа ве молам, не сакам да направам разлика меѓу половите, но ми е важно да знаете зошто споделувам за мајки, затоа што знам дека таму некаде веројатно ти си мама која што ме слуша. Она кое што сакам да го споделам во однос на споредувањето, односно зошто се појавува овој феномен, а не само кај тебе, доколку се пронајде. Ова е нешто кое што е многу често особено затоа што постојат социјалните медиуми. Сега додека социјалните медиуми имаат море прекрасни работи и поддршки кои што ни ги даваат и едукативни, и инспиративни, и мотивациони. Мислам, буквално јас викам, тие се толку многу е светот напреднат благодарение на тоа што не постои благодарност која што ќе биде доволна да изрази една реално чувство зашто постојат и колку се тие добри. Но, она кое што е негативно е дека многу често се споредуваме, затоа што имаме пред се премногу профили кои што ги гледаме, кои што ги следиме, нели, да речеме сите пријателки ги следиме и така натаму, а оно што се случува на социјалните профили е ние можеме да си направиме слика за нас онака како што сакаме. Односно, сепак, дури и оние кои што велат дека негативните работи ги споделуваат, сепак не ги споделуваат. И мислам дека е во ред да се нормализира тоа дека и не треба да ги споделуваат. Сега како јас плачам во моментот, нема сигурно да се сликам и да ви објавам, ева јас плачам, се карам дома со сопругот, со децата, не ми е добро, ама ева да видите. Мислам, нели, тоа е една друга поларност, каде што е сосема нормално да ние бидеме едноставно присутни со оно чувство кое што се јавува и да немаме никаква потреба да истото го изнесеме надвор. Но, најчесто, оно кое што е нормална, природна тенденција е луѓето да прават хайлайт, буквално, значи, нели, да ги нагласуваат, да ги истакнуваат оние работи кои што се убави, кои што се успешни, кои што креираат идеализирана слика на нивниот живот, нели, роден денот, убавите денови, убавите спомени, пейзажи, сето оно што се случило, нели, изминатиот период и така натаму. Сега, додека тоа се само природно и нормално, истото, несвесно, ги носи другите да веруваат дека тие се совршени родители. Иако, и тие самите дури често споруваат дека имаат, нели, некои предизвици и така натаму, меѓутоа, сепак,
Онаа слика, оној момент на првична слика која што ни се јавува е дека тие се совршени. Јас често имам споделено дека се јавува клиент кој што мисли на пример дека јас сум совршена мајка и покрај тоа што јас многу малку досега споделував за мајчинство, а баш би сакала и повеќе да споделувам, чисто затоа што гледам дека е многу голема поддршка за мајките и за жените, за оние кои што сакаат, нели, кои што планираат да станат, па дури и да не планираат да станат, тие сепак доаѓаат од мајка, нели, имаат мајка. Она кое што ми е интересно е како и покрај тоа што не сум споделила, сепак некој веќе создал идеализирана слика за мајчинството, односно за родителството. Или многу често, например, имам клиенти кои што доаѓаат и кои што мислат, например, дека таа и таа, која што е мама блогерка, инфлуенсерка или без разлика, значи не мора да е мама блогерка, може да е било каков инфлуенсер, значи позната некоја за малку пошироката јавност, тие ја идеализираат и мислат дека е совршен партнер, дека е совршен родител, дека е совршена бизнис жена и така натаму. И сега тоа е многу нормално. Меѓутоа, од друга страна, секоја која што слуша ја повикувам да стане свесна дека тоа не е точно. Да, може би се добри, може би работа на себе има некои работи во кои што се подобри, од кои што може да земеме, да научиме и да се инспирираме и мотивираме, но се далеко од совршени. Она кое што се случува исто така кај нас, затоа што некако природно сме растени низ критики, и тоа е еден природен момент критичарот да е многу силен. И во трансакционата анализа постои критичар и негувач и е доста популарно. Јас секогаш велам книгата на Сашо Петровски, Станислав, не ми текна точно како се викаше, меѓутоа беше нешто како оружјата на неговачкиот, не знам, лекот на нема фаќате за збор, треба да прогуглам. Во моментов немам каде да отворам да видам точно како се викаше, но ќе ја најдете сигурно во книжарите. Ќе гледам долу во описот да ја ставам како книга. Таму многу зборува за неговачкиот и критичкиот родител. И тоа е еден скрипт во трансакционата анализа кој што е многу интересен и кој што може многу да ве поддржи, чисто само да проверите каде сте, како сте израснети, каков сте сега родител. Кога сме премногу критични, нели, недостасува оно неговачкото, кое што не значи дека треба да е 100%, нели, да нема некоја здрава критика и така натаму и подобрување, меѓутоа никој не порасна од критика. И тоа е нешто кое што често го споделувам, мислам дека многу гласно за тоа зборувам, дека ние растеме од поддршка и од љубов и дека едно дете расте со поддршка и љубов, а не од критика. Во ред е да има, нели, мора да има учење како некој однесување, коригирање на некој однесување и така натаму, но сепак на крајот на денот растеме од љубов и поддршка. Истото го прават и растенијата и сите други живи суштества растат од љубов и поддршка. Сега, се јавува многу голема несигурност. Значи, така растејќи се јавува едно двумење во себе си, голема несигурност, особено кај мајките, затоа што секоја мајка го сака најдоброто за своето дете. Секоја мајка сака да му даде, да му подари на своето дете најдобар живот, најдобри услови, најдобро родителство, најмногу поддршка. И често критиката токму доаѓа од таа желба да му дадеме најмногу. Значи, критиката не доаѓа со лоша намера. Во 99% од случаевите критиката доаѓа затоа што многу го сакаме нашето дете и затоа што сакаме да биде подобро, сакаме повеќе да се снајде или повеќе да успее или да биде поуспешно, нели? Но многу често тоа го правиме тотално несвесни, и затоа јас велам многу е важно родител да работи на себе, затоа што детето ќе истригерира во него сите можни трауми и сите можни, во наводници, мани, нели, некои работи кои што не ги доработил во животов, нема крај, мислам, тоа цел живот се доработуваат, но многу е негативно и лошо кога им ги проектираме на децата и кога наместо да имаме здрав однос и присутност и да даваме критика оноку што е доволна, нели, во моментот од една позиција на свесност, ние ја даваме буквално преплавувачки од нашата внатрешна состојба во која што се наоѓаме, од нашите искуства на стекот на животот, од нашите уверувања што не значи дека се вистина и многу често не се вистина за нив. Мајките чувствуваат буквално несигурност и двоумење во нивните способности, особено кога гледаат дека нешто се случува кај детето, несвесни дека станува збор многу често за некои развојни природни промени.
Исто така, постои еден друг дел, а тоа е културата, односно очекувањата од општеството и од културата, кои што јас би рекла дека особено последниве години, се толку многу натежнати врз мајките, што мислам дека на мајката и е даден таков товар, да таа треба да биде и совршена на работа, и совршена во домот, и совршена со децата, и совршена со грижата за себе, и совршена со телото, што буквално е неприродно. Од жената се бара да биде божица, да биде божество, а божеството е божество, нели? Затоа постои во митот, затоа што не постои, мислам, затоа што буквално затоа му е дадено, нели, на Бог кој што е безгрешен. Луѓето се грешни, луѓето не можат. Едноставно невозможно е мајката да ги постигне сите тие работи во исто време. Сега, некогаш, ние кога гледаме од страна, гледаме кај некоја жена баланс. Тој баланс може би се должи на имање на доволно поддршка одреден период во животот. Познавам мајки кои што навистина имаат убав баланс и среден, да речам, средени први години од детството, од детството на нивното дете, нели, од почетокот на мајчинството. Например, стабилни се економски, сите им се живи, здрави родителите. Здрави, евен, не мора ако тие што се живи се здрави. Сакам да кажам, немаат акутно некој болен во семејството. Немаат финансиски проблем, стабилна работа, добро партнерство, добри партнерски односи, имаат кров над глава, имаат, да речеме, нивно здравје, нели, тие се добри со здравјето. Детето се родило добро, немаат истравматизирано породување или некаков проблем здравствен да се јави кај детето, и многу често тие мајки знаат навистина да се многу побалансирани, односно да имаат доста поголем капацитет на поддршки. Сега, тоа не е вечно. Односно, што зборам, не посакувам да се размрда тој баланс или дека треба да се размрда, но во животот доаѓаат периоди и сезони кога нешто од тоа нема да е баш толку совршено и многу природно и нормално, некаде таа мајка веќе нема да е во таков баланс. Односно, ќе се случи нешто кое што ќе ја дисбалансира и ќе има нешто кое што ќе ајде би рекла ќе се намали. Не значи дека потполно ќе падне. Значи, едноставно ќе се намали, нема да е на тој начин на кој што го правела до сега и така натаму, а пред се нормално и годините поминуваат. И ова само сакам да го нагласам дека кога ние се споредуваме, зашто споделив некој совршен пример, само наводници совршен пример, затоа што кога ние се споредуваме, мораме да знаеме и која е нашата позиција од која што почнуваме да се споредуваме. Ако јас сум мајка која што, не знам, претрпела многу промени, многу трауми, се случува нешто акутно, се случува некоја состојба, болест и така натаму, без разлика на мојата работа на себе и моите поддршки, јас нема да сум во баланс. А работата на себе и поддршката ќе може само да ми помогнат буквално да не полудам. Мислам, да не звучам лошо, кога велам буквално да не полудам, сакам да кажам, нели, да не моите внатрешни поддршки да не се распаднат. Зашто понекогаш се случува и токму тоа, да не западнам во некоја депресија, да не западнам во длабока анксиозност, да можам да се грижам здраво за моите деца и за моите и за себе, нормално и за партнерските односи, работата и така натаму, и сите оние улоги во кои што како жена се пројавувам. И ова сакам да го нагласам. Кога тргнуваш да се споредуваш, провери каква е твојата моментална состојба и каква е состојбата на таа со која што се споредуваш. Ти дали воопшто знаеш каква е нејзината состојба и дали знаеш дека оно што го гледаш е реално. Многу малку луѓе, пак ќе повторам, природно ќе зборуваат за негативните моменти, за негативните денови, за негативните аспекти. И тука се јавува онаа идеализирана слика на мајчинството, која што не е само низ медиумите, низ социјалните, да кажам, портали, туку некако се јавува една нереалистична слика, затоа што кога ние гледаме само во убавото, кога се јавуваат сите оние работи кои што, фала Богу, треба помалку да се јавуваат. Значи, треба секогаш да ајде да речам, животот јас викам 50-50, меѓутоа убавите работи нека бидат 70-30. Кога ќе се јават оние 30%, што не се мал процент, нели, да речеме секоја трета, знаете како, ако размислите,
колку мајки познавате кои што имале депресија или депресивни симптоми? Колку мајки познавате кои што биле анксиозни или имале анксиозни? Нели не мора, никој не оди во диагностика сега. Туку само да познавате. Колку познавате кои што се под стрес или биле под стрес? Колку познавате кои што некогаш седнале и рекле, не можам веќе, значи преку глава ми од све, не можам да се носам. Ке видите дека не е ни 70-30, туку дека да, пак 50-50 некаде доаѓаат моментите, но и тие 50-50 варираат. Кога се 50 кај едната страна, стануваат 50 после кај другата страна, затоа што тоа се периоди и сезони кои што се променливи и динамики кои што се менливи. Но многу често забораваме на сите оние работи кои што се појавуваат. Тука сакам да нагласам на тие работи, мислам например на проблеми во бременоста, на например лежечка бременост, еклампсија, прееклампсија, некој гестацијски диабет, пример, травматско поредување, некоја релациона траума која што се случила, некаков проблем со детенцето кога ќе се роди, не да Боже, мислам, секакви ситуации постојат. Сега не ми е поентата да ве плашам. Меѓутоа, секакви ситуации постојат и кога јас сум на оваа страна како психотерапевт и кога сум видела многу мајки кои што се соочуваат со тие работи, јас секогаш велам, спремајте се, работете на себе си, меѓутоа оставете простор за она неочекуваното. Моето искуство покажало дека тие мајки кои што работат на себе и кога ќе се случи тоа неочекувано, многу им е полесно. Отколку оние мајки кои што само сакале, например, да работат на себе, ама само се едуцирале, а не работеле на себе. Затоа што работата на себе вклучува едукација и прифаќање на неочекуваното, односно прифаќање дека влегуваме во непознатото, дека ќе се случи оно што мора да се случи. Сега, ова ствара притисок кај мајките. Прво затоа што малку се зборува, особено кај нас малку се зборува за овие ретки, да речам, состојби. Малку се зборува затоа што сме и малку народ. Ние сме 1.836 тамо колку илјади жители. Од кои што не знам дали сме сите во Македонија, не би рекла, некако се повеќе гледам личности кои што не се тука и имам личности кои што не се тука и се заминати. И процентот, да речеме, на жени кои што ќе добијат прееклампсија, пример, е мал. И на тој мал процент тие жени можеби не се некои кои што нормално, кои што имаат допир до јавноста или кои што ќе се пројават и ќе зборуваат, едноставно не се поддржани. Јас секогаш велам, многу поподдржана ќе биде некоја која што супер поминала да зборува и да се избори, односно да сподели нешто нели за оние кои што се послабите. Значи, отколку кога ти си травматизиран во моментот, болен, не изнемоштен, слаб и не можеш да се бориш нели да ја шириш свесноста за истото. Мислам, чисто ова сакам да го донесам зошто не се зборува за тоа, да не тргнуваме и ни јас да не тргнувам нели со осуда, едноставно навистина е малку тешко да се случи тоа. И затоа кога го спомнувам ова тука, сакам да и вие малку, доколку не сте се нашле во таа ситуација, размислите и да проверите дека чекај малку. Има мајки кои што навистина поминуваат низ некои тешки периоди и не е баш така секако што изгледа. Значи, добре, јас сум се загледала сега во оваа каде што баш ми е пријатно, пастелни бои, убави графици. Јас дури знам во епизодата која што ми е со Моника за совршените мајки, имам споделено моментот на дали сте свесни дека во позадина стои графички дизајнер пред да тргнете трчето зошто јас не сликам вака убаво. Пример, мислам чисто како пример го носам. Нели, ако си една мајка, леле, јас не знам да направам, не знаеш да направиш слика, нормално не знаеш да направиш. Јас сум психолог, јас ужасно сликам, мислам, не да Боже да сликнам. Затоа не ставам слики, затоа што сликите ми изгледаат хаотично, зашто не знам боите да ги направам. Ја барам Моника да ми помогне. Моника каже што бои да скомбинирам, што е многу природно. И тука оде оној моментот на споредување, на идеализација. Мислам, не ја споделив затоа што имаме таква епизода и баш, ако не сте ја слушале, слушнете да видите, таму баш зборуваме за оној момент на тоа е едноставно слика која што некој знае да ја прави, кој што има одлични филтри да се направат убави сликите, нели слично, но не е поентата да влеземе во на монотоно, нели како да кажам, да влеземе во сликата, туку поентата е само да се инспирираме и да ја видиме содржината, нели, не формата низ која што е дадена тоа. Сега, тука е таа селективна, нели, перцепција која што имаме, каде што имаме тенденција, нели, да бидеме селективни.
Па дури на социјалните медиуми ние сме селективни. Односно не сакаме и кога ќе сподели личноста нешто што е негативно и кога истата таа ќе каже еве лошо ми е, тешко ми е, нели за да даде поддршка дека боже мој не сме совршени, лошо ни е, тешко ни е, ние повторно сме селективни и тоа не го гледаме. И тоа е многу интересно затоа што на крајот на денот се сведува на таа перцепција и на сите тие некои очекувања кои што се ги имаме и на една огромна илузија. Исто така, нешто кое што кај мајките е многу нагласено, тоа е стравот од осуда. И мајките, стравувајќи да бидат осудени, многу често не се своји, не се автентични, па дури немаат ни капацитет да ги искараат на здрав начин своите деца, нели да ги тоа е буквално да ги воспитуваат, значи зборувам да им кажат нешто кое што да може ќе биде и построго и надвор од некои да речам очекувања или можеби не ни знаеме кои се тие очекувања затоа што имаме страв дека постојано некој ќе не осуди. И кога ова се случува, влегуваме во еден шаблон каде што не можеме да бидеме своји, да бидеме автентични, да бидеме грешни. Она кое што сакам да го дадам како поддршка е дека нема да постои родител кој што нема да му даде некаква траума на своето дете, дека нема да постои родител кој што во секој период од животот ќе биде совршен и дека не постои и нема да постои родител кој што не се нашол или нема да се најде во ситуација каде што ќе направи нешто за кое што подоцна многу ќе се кае. Она кое што може да ви биде поддршка и чисто само сакам да ви го дадам како поддршка во однос на совршенство. Наместо да тежнеете кон совршенство, кон тоа да бидете совршена мајка, тежнеете кон тоа да бидете добра мајка, мајка која што има разбирање и према себе, а кога имам разбирање према себе, им дозволувам на моите деца исто така да понатаму тие стекнат разбирање и едно сочувство со себе. И кога јас сама себе се третирам со љубезност, со добрина, со милост, им помагам на моите деца кога ќе пораснат истото да го прават за себе. Друго нешто кое што многу поддржува и помага е да имате изградено систем на поддршка. Системот на поддршка пред се треба да е внатрешен и веројатно ќе снимам посебна епизода околу тоа за да не биде и оваа многу долга. Но исто така системот на поддршка мора да биде и надворешен. Односно, семејство, пријатели. Секако партнер, мислам, тука доколку имате партнер, секако е партнерот тука, то не станува збор дали треба да го спомнам или не. Она кое што е многу пожелно и убаво, да не бараме само совет, меѓутоа да сме отворени кон совет од другите. Затоа што кога се споделуваат искуствата со другите родители, ние се инспирираме и се помагаме. Значи невозможно е да знаеме се. Во ред е да се едуцираме и мора да се едуцираме и тоа е дел од системот на поддршки, меѓутоа многу често пријателите знаат баш да не поддржат. Јас некојаш знам да речам сме во друштво, значи искарај го моето дете ако направило нешто. Многу често токму, нели, другата мајка повеќе ќе ја послуша од мене затоа што ќе се појави еден здрав срам во моментот на однесувањето, не на личноста, нели? Тоа однесување не е пријатно. И тоа е многу здраво. И тоа е, речеме, некој систем на поддршка кој што јас си го барам често од луѓето околу. Значи слободно искарајте, не може да цела одговорност на мене како родител. А јас пример карам, одам, шетам, правам. Значи децата едноставно гледаат, нели, другите какви се. Тука се оние здрави граници кои што ги поставуваме. Прашувам како се справивте со ова, што се случуваше со ова. Прашувам луѓе без разлика, значи не можам да се потпрам само на книгите кои што некогаш се и трендовски. Како се носиш со ова? Што направи? Не ти јадеше детето? Како се носеше? И слушам, значи, кога се зема оној совет или препорака, слушаш и ставаш низ филтер. Што од ова можам да применам? Што од ова сум применила? Што од ова се коси со моите вредности? Што не се коси? Што е одлично? Вау, прекрасно, веднаш го применувам. И тука е онаа здрава комуникација, која што може да биде отворена и со детето. Кога децата се поголеми,
ние можеме здраво да комуницираме со нив, каде што и ќе ги прашаме што е оно што им треба. Што е оно што тебе ти треба за јас да бидам подобра мајка за тебе, што е оно што ме прави добра мајка, што е оно што ме прави негативна, лоша мајка, што е оно, знаеш, кои се оние места каде што јас те поддржувам или не те поддржувам. Секако, нели, согласно возраста. Сега мало дете тоа не може да го одговори, но поголеми деца може да го одговарат, особено деца веќе над 10-та година. Друго нешто кое што може многу да ве поддржи и буквално да ви биде огромна поддршка кон она добра мајка, нели? Е да си имате рутини, затоа што рутините помагаат и да се зачува чувството на сигурност и кај мајката и кај децата, да не заборави ни една мајка да се грижи за себе, со тоа што грижата за себе да биде и физичка и ментална, значи да не е само физичка или пак да е само ментална, мора да е еден холистички пристап и да видиме што е грижа за себе во одредениот момент. Секако оние главните работи како сон, одмор, активности во кои што уживаме и така натаму се клучни, но има и некои работи кои што се грижа за себе, а не изгледаат баш толку очигледно. Тоа се пројавување, вадење од комфорт зона, едукација, менување, истите на вистина помагаат. Нешто што најмногу исто така сакам да го нагласам е флексибилноста, односно да не негуваме ригидност и црно-бело размислување, туку да останеме флексибилни за сите оно кое што следува и се случува, затоа што кога ние сме флексибилни и кога сме флексибилни во родителството, им дозволуваме на нашите деца да се адаптираат на нивниот начин на растење и промена. Освен едукацијата, флексибилноста, оно кое што мислам дека заборавив да го донесеме реалистични очекувања, односно да се постават реалистични очекувања од вас, меѓутоа и од вашите деца, затоа што сите сме индивидуални, сите се наоѓаме во различна сезона и сите имаме различни силни и слаби страни. И нешто кое што е многу важно е да водиме, да имаме водство по пример, каде што ние самите ги демонстрираме вредностите и однесувањето кое што сакаме да го наследи нашето дете, бидејќи не најчесто, него скоро секогаш децата учат од обсервација на нивните родители и од другите, да ги научиме да негуваат, ајде така, или да јакнат резилиентност, за да можат да се справуваат понатаму со различни искуства во животот кои што допрва им доаѓаат, така што ќе им дадеме и водство, и насока, и многу поддршка. И нормално оно кое што е важно е да имаме позитивна средина која што ја создаваме за нив, бидејќи тоа е одговорност на родителот. Таа средина не треба да биде материјално, кој знае каква, туку таа треба да има многу нега, многу љубов, многу поддршка, многу охрабрување, многу помош, многу помош во однос на изразување на емоциите, социјализација. Не заборавајте дека ние сме им воделки на нашите деца, дека нашите деца не се мали возрастни, дека нашите деца не треба да станат самостојни од мали нозе. Ние треба да им бидеме поддршка на патот додека се осамостојуваат и кога ќе забележите дека вашето дете има отпор од осамостојување, а е многу мало, не мора. Помогнете му, дајте му го тоа што му треба љубов, му треба поддршка, не дека не знае сам, не дека има дете кое што не знае само да јаде, само да се облече кога ќе порасне, само да отиде да направи нешто. Мислам, постојат екстремни ситуации, ама тоа е веќе друга тема. Повеќето реално потребни сме им да ги заштитиме онолку колку што можеме и секако да бидеме покрени во секое можно травматско искуство кое што ќе се појави. Значи ние не можеме многу трауми да спречиме, ама важно е да бидеме тука со нив. И не заборавајте дека најмногу се учат грешките и оно што направи добри родители е кога ќе сгрешиме да се извиниме и да кажеме што сме научили од грешките и да некако останеме отворени за тоа дека квалитетно време може да поминеме заедно, за да градиме позитивни спомени, позитивни емоции, позитивни слики понатаму детето да има од нас и секако да верувате на вашата интуиција, затоа што интуицијата кај родителите е нешто кое што многу се истражува, а верувам дека секој родител барем еднаш ја слушнал или забележал дека има нешто над сите овие работи, а тоа е некоја родителска интуиција или мајчина интуиција која што е внатрешен глас кој што може да не води.
Океј, тука би завршила за денес, затоа што беше епизода која што планирав да трае 10 до 15 минути, а трае 30. Ви благодарам на вниманието, се надевам дека ќе ви биде од поддршка да малку се отворите повеќе, да гледате во вашата добрина, во вашите позитивни страни, во вашето родителство индивидуално, а не во она кое што светот го нуди, социјалните медиуми го нудат и наместо да одиме нагоре, да бидеме подобри, да се инспирираме од тоа, ние да запаѓаме само во едно двоумење и во едно пониско чувство за нас и за себе. Се слушаме во наредната епизода. Поздрав!